Градоначалникот на општина Центар Горан Герасимовски утрово го посети пензионерскиот клуб Мито Хаджи Василев Јасмин на Водњанска, каде што со пензионерите разговараше за тековните општински проекти наменети за нивното подобро секојдневие. Во пријатна и отворена атмосфера, пензионерите имаа можност да ги споделат своите искуства со веќе достапните услуги, но и да предложат нови идеи што би можеле да се реализираат во иднина, истакна првиот човек на Центар. Герасимовски потенцираше дека во моментов активни се неколку услуги со кои им се подобрува квалитетот на животот на пензионерите од Центар. Повозрастните центарци се задоволни од нашите услуги, но копче и нега за пензионери во домашни услови. Сервис за стари лица Центар се грижи за возрастните. Преку услугата Итно копче на жителите на 65 годишна возраст им обезбедивме помош во итни ситуации во домашни услови. Оваа услуга е нова и ја реализираме заедно со Црвениот крст на град Скопје. Со проектот Нега во домашни услови посетуваме 90 домаќинства и во моментов има слободни места. Ги повикувам пензионерите да аплицираат за овие бесплатни услуги, со кои им го подобруваме секојдневието и квалитетот на живот. Животот е убав во секоја доба. И ја возвраќаме грижата за нашите баби и дедовци, истакна Герасимовски. Градоначалникот на општина Бутел Дарко Костовски сподели дека конечно почна со реализација проект кој бил најавуван 40 години. Првиот човек на Бутел информира дека започна изградбата на трим патеката покрај речното корито на река Серава. Патеката е во должина од 800 метри. Ќе биде поставено ново смарт осветлување и нови клупи. Ке се изгради и парк на површина од 5000 метри квадратни, со што целиот простор ќе биде оплеменет со зеленило. Во првата фаза се уредува речното корито на река Серава во должина од 1500 метри. Со втората фаза уште дополнителни 300 метри во населеното место Радишани. Со ова заокружуваме 1800 метри уредено со камен речно корито. Вложуваме 65 милиони денари во уредување на речното корито и изградба на трим патека. Заедно го менуваме ликот на општина Бутел. Заедно ќе спортуваме и ќе рекреираме на овој кеј, напиша Костовски на социјалните мрежи. Градоначалникот на општина Илинден Александар Ѓоргиевски денеска најави значајни инфраструктурни проекти со цел подобрување на сообраќајната поврзаност и животниот стандард на граѓаните. Ѓоргиевски денеска беше домаќин на премиерот Христијан Мицкоски и министерот за локална самоуправа Златко Перински, кој во рамки на теренските посети на општините каде што срцето е дома, во организација на Министерството за локална самоуправа присуствуваа на отпочнување со реализација на проектите во оваа општина. Општина Илинден започна неколку важни проекти. Градиме 3 улици и мост во вкупна должина од 1150 метри. Се работи за инвестиција од преку 40 милиони денари, од кои најголемиот дел од средствата, над 70%, се обезбедени од владата. Околу 30% кофинансира општината. Населеното место Јака е прилично нова населба која што интензивно се гради. Со тој интензитет планираме да продолжиме и во иднина. Токму овие улици, овој мост ќе обезбедат уште еден нов влез кон населбата кој ќе го растовари сообраќајот, но и ќе ги подобри условите за живот на самите граѓани што живеат тука. Сакам да изразам голема благодарност до владата за поддршката што ни ја дава. Конкретно на премиерот, затоа што со претходниот повик овие проекти започнуваме со изградба и на фекална канализација во Кадино, како дел од втората фаза. Таму веќе се одвива првата фаза со средства од општината, а втората фаза со средства од владата, изјави Ѓоргиевски. Првиот човек на Илинден информира дека со новиот повик што владата го овозможи минатиот месец, општина Илинден веќе доставила 6 апликации. Очекуваме во наредниот период, после проверките од страна на владата, да бидеме повикани да ги подпишеме договорите со цел да ја фатиме градежната сезона во 2025-та, истакна Ѓоргиевски. Општина Киселавода информира дека со еднократна финансиска поддршка за најранливите категории на пензионери ќе се залага за подобрување на нивниот животен стандард. Со оваа мерка финансиска помош ќе добијат сите пензионери кои примаат старосна, инвалидска, семејна или социјална пензија, се жители на општина Киселавода, чии месечни примања не надминуваат 22.640 денари според јануарскиот чек за 2025 година. На секој од нив ќе му бидат доделени 2500 денари како еднократна финансиска поддршка.
Општината дополнително ќе го покрие и персоналниот данок кој не е пресметан во овие средства. Оваа помош ќе се доделува се до исцрпување на предвидените средства кои во буџетот на општина Киселавода за оваа намена изнесуваат 7 милиони денари. Со победувањето на оваа финансиска поддршка, општината директно помага онаму каде е најпотребно. Нашите највозрасни жители заслужуваат сигурност и достоинствен живот. Ние како локална самоуправа правиме се што е во наша моќ да им го олесниме секојдневието. Оваа мерка е уште еден чекор во континуираната грижа за повозрасните граѓани, со која даваме конкретна финансиска помош, но и јасна порака дека тие не се заборавени, изјави градоначалникот Орце Ѓоргиевски. Министерството за внатрешни работи информираше дека во текот на вчерашниот ден се казнети 777 лица, најмногу од нив за непрописно паркирање и брзо возење. По однос на изречените прекршочни санкции, натаму најголемиот број изречени прекршоци против возачи 227 се однесуваат на непрописно паркирање. 212 се однесуваат на непочитување на дозволената брзина на движење. Потоа следуваат прекршоците по основ на непоседување на возачка дозвола 53, прекршоци за некористење на сигурносен појас 47 и за користење на мобилен телефон при возење 28, како и 25 прекршоци што ги сториле пешаци. Во рамки на контролите во 3 случаи евидентирано е минување на возило на црвено светло. 8 на возачи управувале возило под дејство на алкохол. Евидентирани се и 21 нерегистрирано возило, како и 6 возила кои биле технички неисправни, се додава во соопштението на МВР. Оттаму посочуваат дека продолжуваат со засилени мерки и активности во поглед на сообраќајната безбедност, апелираат до сите учесници во сообраќајот за целосно почитување на сообраќајните правила и прописи. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми разум тесни. Вечно